Почитувани, кога ќе се спомене Египет, на многумина им асоцира на пирамиди, фараони, Клеопатра. Но египтјаните во Република Македонија се дел од балканските египтјани, кои своето потекло го имаат од стариот Египет, уште од најстарите цивилизацијски времиња. Денес, 24 јуни, се одбележуваат 20 години општествена организираност на балканските египтјани, односно 20 години од основањето на Сдруженијето на египтјаните, кој е формирано во поранешна Југославија. По тој повод, наши денешни гости во студиото се Рубин Земон, председател на Сојузот на балканските египтјани, Алберто Зейнел, председател на Сдружение на египтјани и Вахид Мемет, секретар на Сдружение на египтјани. Добро утро и добре дојдовте во нашето студио. Добро утро. Како ќе се одбележи јубилеот 20 години од основањето на Сдруженијето на египтјани? Значи, како што кажавте, дека денеска славиме 20 години од формирањето на Сдруженијето. Денеска дојдовме тука да символично да пренесеме една порака, со тоа што гостуваме тука во вашата емисија, символично да пренесеме една порака од главниот град, од Скопје, за тоа дека нашето Сдружение постои, за да дадеме некој отчет за нашата работа. Значи, вашата агенда се планира неколку денови, со тоа што денес истовремено имаме прием, значи, и институцијата председател на државата, утре, значи 25 јуни, учествуваме на трибина во општина Ресен на тема учество на етничките заедници во јавните институции со посебен акцент на египтјаните. Потоа, значи, на наредниот ден во петок се одржува, значи, еден спортски турнир во фудбал. И останува за на крај во недела свечена академија која што ќе се одржи во Хотел Дрим во Струга. Да се навратиме историски, која година е формирано Сдруженијето и како функционирало во тоа време? Така, значи со навлегување на плурализмот и демократските процеси во тогашната СФРЈ се создале можности за формирање на една организација која ќе ги штити и брани интересите на заедницата на египтјаните. Така да на 24 јуни, значи денешниот ден, 1990 година е формирано ова Сдружение во Охрид. За нашите гледачи да кажеме од каде доаѓа балкански египтјани името? Добро, значи во секој случај станува збор за заедница која што живее во целиот Балкански полуостров и пошироко. И од друга страна се појави проблемот да, бидејќи сите луѓе се идентификуваат како египтчани во сите земји на Балканот, меѓутоа се јавува проблем со тоа што треба да се направи дистинкција со египтчаните кои што денес живеат во Египет, со оглед на тоа што бидејќи денес во Египет прилично живее арапско население кое што мигрирало во Египет во 7-миот век од нашата ера, нели, со назакување на исламот, додека населението што е на Балканот египтчани доста на Балканот уште од некаде 13 век пред нашата ера, со тоа што етногенетските врски не се исти на денешните египтчани во Египет и египтчаните што живеат на Балкан. А од друга страна па сите египтчани на Балканот имаат заеднички етнокултурни црти, поради тоа треба да се направи јасна дистинкција. Поради тоа е решено на Конгресот уште на Сојуз на балкански египтчани 1998 година да се преферира називот балкански египтчани, што денес е прифатено и од голем број научници и голем број на меѓународни организации кои што е Совет на Европа, Европската комисија, Соединетите американски држави или во извештаите на департаментот, така да чисто од такви причини се преферира да се направи дистинкција меѓу овие две групации на популација. Кои се актуелните проблеми на ова Сдружение од неговото формирање па до денес? Повелете. Со тоа, актуелни проблеми. Бидејќи, значи, се случуваме, нормално се случуваме со финансиите пред се, меѓутоа, еве, во последно време успеваме да аплицираме, значи, на некои проекти, со тоа што малце да се зајакнеме финансиски и да работиме, значи, во тој дел. Така, во времето кога е основано Сдруженијето на египтјани, неговите основачи можеби не можеле да предвидат дека нивната идеја ќе прирасне во вистинско етнонационално движење. Каде се денес постојат вакви организации? Значи, Сојузот на балканските египтчани е мрежа на организации, на сдружени, на невладени организации, на египтчаните од Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Србија. Меѓутоа имаме и во западноевропските земји, со тоа што
прилично имаме и луѓе кои што живеат во тие земји, кои што Германија, Швајцарија, Данска. А ете и најнова информација тоа што од април ова година се формат Жени египчаните во Перт во Австралија, така да прилично е раштрка, мислам, има прилична дисперзираност. Се надеваме дека во најскоро време можеби бидејќи приличен број нова заедница живее и во сите американски држави, и таму би се формирало наскоро такво здружение. Со што се занимава Здруженијето на египќани? Кои се неговите клучни прашања како неговата мисија и цел? Значи, како основна мисија, односно визија на Здруженијето на египќаните е тоа дека египќаните во Република Македонија до 2012 година да бидат етнички освестени со формирани стабилни економски семејства. Исто така работиме и на тоа, значи, во наредната година, значи 2011 година, за време на пописот да ја кажеме всушност реалната бројка на египчаните во Република Македонија. Истовремено работиме, значи, на заштита и промовирање на интересите на египчаните во Република Македонија. Каква е културата на египќаните? Кои се нивните специфичности? Може би има нешто што не знаат нашите гледачи. Па добро, значи, знаете, во етнологијата, каде што јас сум професор, тешко е да кажеме дека за една заедница тоа е специфично, бидејќи тоа ни во традиционалниот контекст не било можно, меѓутоа и сега не е можно. Меѓутоа, ако гледаме занимањата, ќе видиме дека најголем број на балканските египчани се занимавале со ковачкиот занет. Поточно од тоа што истражувавме, нели, од историјата и причината на миграцијата, нели, е експлоатацијата на металот од Балканот во Египет за време на Рамзес II. Така да во главном сите египчани традиционално се занимавале со обработка металот и ковачкиот занет. За жал тоа денеска се повеќе и повеќе, да кажеме, изумира и се трансформираат луѓето во други професии, кои што некаде и се поврзани со обработка на металот. Од духовната култура да кажеме тоа дека може во анализата, и като тоа се длабински анализи научни, кои што немаме многу време да елаборираме, меѓутоа прилично може да се најдат елементи кои што во традиционалниот контекст и на стариот Египет се доста слични со тој контекст тука. Може дека друга емисија тоа може да збориме, меѓутоа ги има голем број научници кои нашле такви компаративни елементи од нивните истражувања. Меѓутоа, да се каже тоа дека египчаните во главном живеат во градски населби, тоа во центарите на тие градски населби или околу, да кажеме, тврдините во средновековието, ако постојат тврдини, че на средните египчани ги наоѓаме околу тие тврдини, што е карактеристика, нели, во секој случај за по-автохтоно, по-староселско население во тие, да кажеме, градски области, меѓутоа има и такви случаи каде што египчаните како ковачи одржувале повеќе села, нели, во еден регион и имаме некаде да живеат буквално едно семејство да биде во едно село од оваа заедница. И куќите во главно да египчаните каде и да се види каде целиот Балкан се така направени да приземниот дел секоја се користи за ковачница, да кажеме, спратот за живење или некој друг објект што е до ковачницата. Тие кажеме се поглавни црти од материјалната и духовната култура. Јас ви благодарам за учеството во нашата денешна емисија. Благодарам. Благодарам. Почитувани, продолжуваме со нашата програмска понуда, а веднаш потоа следува уште еден интересен разговор. Останете со нас.